Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50-60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на вечерашната емисија: како систематски, како со години наназад, се рушеа 4 столба на македонизмот. Тоа е име, тоа е јазик, тоа е црква и Македонската академија на науките и уметностите. Со години, почитувани гледачи, предупредувам на тоа што се случува денес. Предупредувам и гледаме како пред мој и пред ваши очи тоа што го предупредував со години назад почнува да се остварува. Има само еден лек за тоа, почитувани гледачи. Тоа да си ја сакате државата и да си го сакате народот. Ниту нешто повеќе, ниту нешто помалку. Само тоа ќе биде доволно. Која мајка сака да носи црна шамија? И албанската не сака, ни македонската не сака, ни српската не сака. Доста со тие црни шамии. А ние треба како народ да го кренеме главата и да не ја виткаме кичмата доста со тој камшик што го маваат по нашиот грб. Доста е тоа. Треба еднаш за секогаш да кренеме глава, да не ја виткаме кичмата и да ги почувствуваме тие болки што ги чувствувале нашите дедовци, прадедовци, постојано наведнати со главите и мавани со камшици по грбот. Треба да се крене главата, господин Ефтов, и напред. Еве го договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во член 8, точка 2 од тој договор се вели дека во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој договор, двете договорни страни ќе формираат заедничка експертска комисија за историските и за образовните прашања. Значи една заедничка мешовита експертска комисија од Македонија и Бугарија ќе определува како треба да изгледа или како ќе треба да читаме македонската историја или македонската историја последните 100-150 години. Зошто бугарската црква не ја признаа македонската православна црква? Така црква няма. Зашто ги сметате вие македонците? Што се за вас македонците? Македонците се население на Вардарска Македонија днес. Дали се македонци според вас? Естествено не е. Кога българите, како што велите вие, станаа македонци? Българите се станаха след 1944 година. Значи со еден акт на Коминтерната, како што велите? Един акт на Коминтерна од 1934 година. Што не е јасно тука, почитувани гледачи? Трите точки, трите поенти се кристално јасни. Нема народ, нема јазик, нема црква. 100 години бугарите чекаа. Дури не им беше потребен и Лјупчо Ѓорѓевски. Дури не им беше користен и Лјупчо Ѓорѓевски со она теза пред 7-8 години која каже во рамки на емисијата во Центар дека тој бугарофил, дека половина од раководството на ВМРО ДПМН се бугарофили во негово време, дека 2/3 од извршниот комитет на ВМРО ДПМН се исто така бугарофили. Всушност, ако е тезата дека македонската нација, народ и држава е творба на Коминтерната, ВМРО-вец не им играше работа или не им вршеше работа на бугарите, тоа мораше да биде комунист или припадник или човек кој е начело на Македонската комунистичка партија или денес Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Значи повеќе од 75 години бугарите го чекаа Зоран Заев. Се појави Зоран Заев. Таму кај што застана Методи Шаторов Шарло, продолжи Зоран Заев да биде човек кој всушност ќе им отвори пат на бугарите да докажат, покажат и да историски ја верифицираат својата теза дека ние де факто сме творба на Коминтерната. Кој е Методи Шаторов Шарло? Методи Шаторов Шарло е интернационален комунист, човек кој што бил член на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија 1928 година и од 1940 година станува член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Во периодот помеѓу тој е еден од основачите на ВМРО обединета во Третата револуционерна област, односно во Пиринскиот дел на Македонија. Еве што македонската историја пишува за Методи Шаторов Шарло. Ке цитирам, почитувани гледачи. Роден е 10 јануари 1897 година во Прилеп, погребан, умира во Пазарџик, значи во Бугарија, на 4 септември 1944 година, значи некаде на самиот крај на Втората светска војна. Македонски комунист и национален деец. Како долгогодишен активист на комунистичкото движење, Шарло непосредно пред Втората светска војна доаѓа на чело на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и на почетокот на бугарската окупација на Вардарска Македонија, се мисли на денешна Република Македонија, тој е приклучил Македонската комунистичка организација кон Бугарската работничка партија. Овој потек е осуден од страна на
на југословенското комунистичко раководство, тој исклучен од комунистичката партија на Југославија, а по ослободувањето поради него та официјална комунистичка историографија го третира Шарло како исклучително негативна личност, а во Бугарија се третира како бугарски партизан. Значи Шарло е начело на македонската комунистичка партија. Кога доаѓа Втората светска војна, тој ја приклучува македонската комунистичка партија кон бугарската работничка партија. Всушност ги отвара вратите за тоа обединување на денешна Македонија и Република Бугарија во една заедничка држава. Всушност, ако вие ги читате меѓу редови, бугарските стратегии изминатите 50-60 години, тоа што денес се реализира Македонија, де факто ќе треба да биде претворена во една покрајина. Да, ќе има одреден државотворен карактер, меѓутоа ќе треба да биде претворена во одредена покрајина, кај што в Софија ќе има клучната улога. Клучна е работата. Има писмо кој го праќа 41 година, кај што вели третина од македонците се чувствуваат македонци. Третина се чувствуваат бугари, третина Писмото датира месец мај 1941 година, кога дава извештај до Бугарската комунистичка партија за состојбата во Македонија. И вели, 1/3, значи тоа е реалната состојба, победа во рамките на Југославија. Шаторов. Во писмото, во извештајот на Методија Шаторов Шарло, вели, 1/3 во Македонија има јасна македонска свест. 1/3 е со бугарска национална свест. И тие се рецидиви од екзархијата, под влијание на на бугарската црква. Е така. 1/3 се уште не се определени, меѓутоа претендираат на кај македонското чувство. Тоа е многу значаен момент. Сезино, а што тогаш му замерате на Тито или му замерат на Тито? Па тој и одиграл токму на таа карта од 1/3, која имала чисто македонско чувство и сакала да биде составен дел на Југославија. Тоа е нормално. Знаете, вие нема да играте на карта на луѓе што се колебат, ќе играте на карта на луѓе кои се одлучни од таа политика која сакате да ја спроведите. Не станува збор за одлучност. Ја би се јас би се однесол исто да ви кажам. Би играл токму на тие 1/3 кои биле јасно дефинирани македонци, македонска комунистичка партија, без врски со бугарска комунистичка партија. Карактерниот профил на личност, ако го споредуваме Методија Шаторов Шарло со Јосип Броз Тито, едниот е прагматичар, другиот е идеалист, едниот се бори во својата визија, себе си се гледа како лидер, а другиот ја гледа Македонија. Целта му е Македонија. Знаете, значи имаме разлика во нивните во јајце 43 година, после Самуил, прв пат е формирана или прв пат е оставена можност за македонска држава во составен дел на тогашна Титова Југославија. Условите го дозволуваат. Бугарија во времето на комунизмот беше држава која беше немокна да се спротистави на Титова Југославија. Тито беше големата звезда на европската, на светската политика, еден од најмаркантните личности или едно од најмаркантните листочни во текот на 20 век на европската, на светската политичка сцена. Таква Бугарија, која беше спотер во комунистичкиот лагер, ни подразно не можеше да се протистави на Титова Југославија. Ни подразно во времето на Титова Југославија, Бугарија не можеше да ги реализира своите очекувања или своите претензии визави Република Македонија. Напротив, многу поголема беше веројатноста Пиринска Македонија да се приклучи кон денешна Република Македонија, отколку Македонија да се присоедини кон Бугарија. Може ли едно прашање тука да ја поставам? Ако со еден акт на Коминтерната бугарите станале македонци, тоа говори многу лошо за вас. Тоа значи дека сте вие еден пластелин народ кој со еден акт на Коминтерната може да стане било што. Дали тоа значи дека со еден акт сега на Европејскиот сојуз, како што вие велите, односно на Европејската унија или на НАТО, може бугарите да станат роми или може бугарите да станат турци? В 1944 година, когато југославското правителство, начело с Тито вече, реши, че има македонци, тази теза беше прокарана с жесток, крвав терор. Всички несъгласни биваха или убивани, или изпращани в лагерите, които ние много добре знаем. Идризово, Голи оток и така нататък. Некаде пред 6 години, почитувани гледачи, патувам од Романија во Молдова. Чекаме некаде 6 сати на границата помеѓу Романија и Молдова, не знаат да ги пополнат нашите документи, бидејќи носиме телевизијска опрема, едва и некаде кај 20 часот и 30 минути ние влегуваме на територијата на Република Молдова. Пуштаме радиостаница
и слушаме на наше големо изненадување македонски песни кои ги пее Васка Илиева. Песните траат некаде 5 до 10 минути, одеднаш слушаме бугарски глас, кој вели тоа се бугарски народни песни. Бевме шокирани како може во Молдова, некаде околу 1000 километри од Софија или 1500 километри од Република Македонија, да можеме да слушаме македонски народни песни, кои тамо беа презентирани како бугарски народни песни. Одеднаш слушаме дека станува збор за бугарското радио Фокус радио. Фокус радиото и агенцијата Фокус е во собственост на Красимир Узунов. Красимир Узунов е по потекло од Охрид, инаку тој е член или човек кој беше еден од функционерите на бугарското воено разузнавање. Кога ќе погледнете кои све не од бугарските дејци кои биле активирани или ангажирани да работат по македонското прашање или македонскиот вопрос, без малку сите биле соработници на бугарските служби. Конкретно тука, во нашиот случај, стануваше збор за бугарското Фокус радио, во собственост на Красимир Узунов или човекот кој извесен временски период од својата кариера беше член на бугарското воено разузнавање. Господин Узунов, какви се проценките на бугарското воено разузнавање? Дали ќе опстани Македонија? Значи не е въпроса към мене. Трябва да бъде зададен към военното разузнаване. Не мога да ви имате близки врски, викат со военото разузнавање на Бугарија. Зависи кой го вика. Нема член, повторувам, нема член на таа екипа која во Бугарија работеше на македонското прашање, а при тоа да не беа соработници на бугарските тајни служби. Сакате Божидар Димитров, сакате Ѓорги Парванов, поранешниот председател на Република Македонија, сакате Красимир Узунов, сакате Красимир Каракачанов, кој сега обава функцијата министар за одбрана и координатор на сите безбедносни структури во соседна Бугарија. Сите, од прв до последен, биле соработници на бугарските тајни служби. Вие сте колеги со Парванов? Да, историци сме. Вие други сте работеле за бугарските тајни служби во однос на македонското Само прашање? за една тајна служба, за първо главно управление и разузнаването. Ако неговото име како агент е и Гоце, то 14... какво е вашето име, тајно? Аз подписах моите документи с Божидар Димитров. Каракачанов, да не го менувате своето име Дончо, да не се викате во иднина. Не. Вие се пофалихте дека сте Дончо, дека како Дончо сте биле соработник на бугарските служби по македонското прашање. Не съм се пофалил, това го казва вашите колеги от една македонска телевизија. Да, меѓутоа вие тоа не го демантиравте колку што јас прочитав. Вие само го потврдивте. Това нема никакво значение. И добро, од која година сте соработник на бугарските служби за Македонија? От 89-та. Значи, уште од студентските денови без малку, вие значи сте соработни. Да. Добро, која беше вашата улога во Македонија? Имавте контакти со македонски политичари? Имавте контакти со македонските служби? На кое ниво Красимир Каракачанов, кој агент на бугарските служби, ги имало сварувано своите контакти со Македонија? Кое ниво и на какво ниво? За тези работи не се говори. Сите овие личности беа автори на таа бугарска стратегија за издавање бугарски пасоши на македонските граѓани или македонските државјани како една стратегија или еден процес на одродување на македонците и нивно барање на своји бугарски корени. Ако Србија излезе заедно со Грција како победник на првата и на втората Балканска војна, условно речено, метафорички кажа, значи не да биде ова грубо разбрано, ова трета Балканска војна сега бугарите албанците победуваат во Македонија. Знаете како? Ве елиминира вас Србите од таа страна Табановце. Таму може до Врање, не дека да стигнете до Предоја, нема толку, понатаму не можете. Ставот на званичен... Бугари се ушли у Скопје, вака српски да се изразе. Се тоа во Република Македонија што се случува, не е случајно, се припрема со години. Тука бива подстил на фактот на издавање на државјанства. Ние како срби кои живееме во околните држави на Србија, на секој состанок во Белград, инсистираме на либерализација на односот на издавање на српски државјанства, пасоши на сите припадници на српскиот народ кои живеат во државите од поранешна Југославија. И секогаш не идуваме, условно кажано, на зид кога станува збор за овие работи, затоа што после еден состанок во Белград на кој ние вршиме притисок на државното раководство на Србија, беше договорено јас да дадам интервју за една познат белградски весник на тема притисок во државното раководство на Србија да се овозможи либерализација на издавање на пасоши и документи на србите кои живеат во регионот. Следниот ден по интервјуто ми се јави од американската амбасада да ме прашат што е ова. Сигнал дека Република Бугарија тоа го прави не е пречено, укажува само дека таквиот развој на настаните се подготвено од поодамна. Ударот на бугарите е најмногу насочен кон МАНУ или Македонската академија на науките и уметностите. Еден од првите два председатели на МАНУ, едниот е Михајло Апостолски или човекот кој на бел кон влегол во слободен на Скопје, вториот е Блаже Коневски
или таткото на македонскиот јазик или кодификацијата на македонскиот литературен јазик, тоа што денес го говориме во Република Македонија. Блаже Коневски за Антонио Милошевски беше џуџето од Небрегова, почитувани гледачи. Како денес Антонио Милошевски ќе го брани македонскиот јазик како фронтмен на тој процес за невоведување двојазичност во Република Македонија, ако пред 20 години Блаже Коневски за него беше џуџето од Небрегова. И што треба да славиме на 23-ти? Треба да ги славиме жртвите, че крв се лееше по софиските или македонските улици и нивните убици, треба да славиме Гоце Делчев и Ванчо Михайлов, или треба да ги славиме луѓето кои се боре за Македонија и луѓето кои се боре за обединување со Бугарија? И дали треба све на купче да славиме и дали тие контраверзи некој сака да ги пикне како државен празник во Република Македонија? Денес 100 и кусур години подоцна. Мислам дека нема никакви контраверзи во ниедна од 6 апостоли кои го формира, кој ја основа внатрешната македонска револуционерна организација во Солун на 23 октомври пред многу години. Така што треба да ја славиме идејата. Христо Татарчев, Даме Груев, Батанџиев, Иван Хаџиниколов, сите од нив да го слават Омо Илинден пред 10 години како прокуратор на Република Бугарија. Не видите, збориме за доктор Христо Татарчев. Доктор Христо Татарчев кој почина 52. Ова не е работа на внуци, на деца, на фамилии, на братучеди, на вујковци. Христо Матов да го славиме? Христо Матов е еден Блеханов на македонската револуционерна борба. Многумина од историчарите велат гроборот на македонската револуционерна мисла. Мислам, многумина од историчарите, кога викаме историчари, ние сепак препознаваме една матрица од минатото. Многумина од историчарите се ослободени. Кој нема да каже дека Христо Матов е човекот кој всушност смета дека организацијата треба да се врзи со бугарскиот двор многу повеќе, односно дека Македонија треба да биде дел од Бугарија. Не, видите, такви контраверзи секогаш може да се налепат на секој револуционер. На секој еден, затоа што действувале во едно такво време. Но ние ја славиме идејата. Затоа што сакав и во Софија и во Бугарија, не знам, од Јане Сандански, Ѓорче Петров, е баш на Христо Матов се наавте свеќе да положи. Затоа што положив на Ѓорче Петров, на Христо Матов и на Пејо Јаворов. На еден кој припаѓал на десната струја на ВМРО, но сепак бил идеалист и верувал во независноста на Македонија. На друг. Па видите, ако правиме ние пресеци во однос на тоа кој како бил ориентиран и се чувствувал во тоа време, ќе останеме без луѓе за да славиме. Затоа што јас сум македонец како и вие. Можеби помалку, можеби повеќе од вас, не би можел да спорам. Видите, моите корени се моите родители. Моите корени се моите дедовци. Тие живееле во Македонија, тие сакале Македонија како и мене, така што мислам дека не треба да се оптоваруваме со некои работи и да се бориме со минатото. Ние треба да утврдиме како нација. Па вие го наметнувате минатото. Не, ние го почитуваме минатото. Да се слави 23-ти, јас не го наметнувам. 23-ти е идеја за слобода. Револуционерна идеја за слобода. Тоа е идеја која треба да се слави, тоа е темел за еднината. Треба да се помириме по 23 октомври? Јас не гледам причина зошто не. Затоа што тоа навистина припаѓа на сите. Тоа припаѓа на секој еден македонец. Ке се помирили Антонио Милошевски со Блаже Коневски. 99-та напишав книга кај што Блаже Коневски го означевте дека е манипулаторот и фалсификаторот на Брегово, џуџето во македонската литература. Никогаш во ниедна книга не сум го спомнал името на Блаже Коневски. Така што може, ако сакате слободно да ја погледнеме, но мислам дека ако не ви прави никаков проблем, дури на крај ако не ви пречи може да ми подпишете, сепак министар за надворешни работи не секогаш може да подпише одредена книга. Дали ова тука плагиаторот од Небрегова. Кој друг од Небрегова познавате? Видете, слободата на изразот познава цензури во други времења. Јас мислам дека нема проблем никој да објави нормално дека е моја книга. Пишавте за Блаже Коневски? Не сум пишувал за никого по име и презиме. Дали се Блаже Коневски и плагиаторот од Небрегова? Видете, тоа е една историска личност кој придобил многу за создавање на кодификацијата на современиот македонски јазик. Дали е плагиатор или не, ќе кажат луѓе кои знаат повеќе за него и кои се разбираат повеќе од филологија. Можеби може да го прашате Киселиновски или Шоптрајанов или некои други луѓе. За вас? За мене тој е човек дел од историјата на македонскиот народ. Го почитувате? Зошто да не? Би се помириле? Видите, јас како да не се помирам, кога сум учел на тој јазик, кога сум пишувал, нема никаква противречност, мислам, навистина навлегуваме во некои небулозни контрадикции каде што самите си пукаме во нога. Така што ние сме доведени во Не, во секој случај. Не, сакам да кажам дека ние навистина се создаваме проблеми со нашата преголема желба да направиме раздор
наместо да направиме помирување. И мислам дека токму затоа овој датум 23 октомври треба да се помери. Луѓето кои се бореле за независна Македонија и луѓето кои сметале дека македонците имаат бугарски корен. Дали такво помирување ги сакате 23 да направиме? Внатрешната македонска револуционерна организација е организација која ги поставила темелите на македонската слободна идеја за македонска независна држава. Тоа треба да не обедини сите. Тука е точка. Мислам дека тоа е извичник на македонската борба за демократија и за сопствена држава. Пред 4 месеци Лјупчо Георгиевски ја прозва да се произнесете околу Илинденското преображенско востание, одговоривте тоа треба да го оставиме на историчарите. Дали денес би се произнеле и дали според вас Илинденското востание беше помогнато со силна поддршка на бугарскиот двор и носеше во еден период и префикс на бугарско револуционерно востание? Тоа сепак треба да го одговори некој покомпетентен историчар. За мене тоа е символ на македонската борба за слобода. Македонците како дел од автономијата на Бугарија? Македонците како народ кој сакал да има своја држава. Господин Милошевски, последно прашање, дали пробугарските структури се уште силни во ВМРО-ДПМН? Мислам дека барањето на такви структури во ВМРО-ДПМН е еден анахронизам од комунизмот. Знаете, секој ден вие гледате. Ја немам врска со комунизмот. Не, јас бил активно комунизмот, директно ја прашам дали има пробугарски структури. Јас не викам дека вие ги барате. Јас викам дека прашањето како такво, како тема доаѓа од тоа време, од времето на студената војна, кога секое заладување на односите Белград-Москва делеше бугарските летци Тито Петковски. Тоа може да го прашате него. Но јас она што го знам е дека не може една партија да има таква ориентација, а при тоа да биде единствената партија која на почетокот повика за самостојна Македонија. Значи, тоа е демант. Како паѓање на Берлинскиот зид. Тоа е демант на сите шпекулации. Односно како паѓање на Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. Дури пред пола година кој игра Македонија во Бугарија беше развиена одредена атмосфера дека не може да биде таму и државна средба бидејќи игра две бугарски репрезентации. Бугарите ден денес сметаат дека Нејскиот договор наметна на Бугарија да биде единствена држава во Европа која се граничи со свој бугарски територии. И зашто говориме? Тоа може да ги прашате нив, тие кои така мислат. Вие го прашате бугарскиот Мислам дека, видите, со самото тоа што ние како држава сме изградени, етаблирани, имаме односи со соседите, имаме народ, имаме јазик, имаме култура, имаме историја, имаме институции, имаме држава, ние не треба да бараме поголема потврда. Ние барајќи ја потврдата за сопственото постоење, сами се негираме. Во изминатите 15 или 20 години су имал мноштво разговори, официјални и неофицијални, со бугарски политичари, бугарски историчари, бугарски јавни личности. Од еден до последен, почитани гледачи, атак на нивните настојување биле или Ману, која ја нарекува Македонска академија на науките, или Блаже Ристевски, кој го нарекува Лаже Ристевски. Всушност, атакот беше целно насочен кон Ману. И не само од бугарска страна, туку од македонска страна, одредени македонски структури направија све. Во еден клучен историски период, како што е сега, Академијата на науките и уметностите да биде фрлена на маргините. Тоа е направено после 2001 година и таа нестрекна стратегија на Ману за размена на територии и таа нестрекна енциклопедија која всушност обезбеди Ману да биде тотално маргинизирана во Република Македонија. Јас говорам за суштински работи, значи две прашања кои го торпедираат Ману. Тоа е размена на териториите или проект размена на територија од 2001 година и енциклопедија од 2008 година. Ману ја кршат кичмата на етничкото прашање. Секојаш ко Ману покажува македонштина, ко Ману покажува желба и интерес да се грижи за националните интереси на Република Македонија, некој ја крши кичмата на Ману. Истата ситуација сака да ве наметнат дека вие сте всушност бастион на национализмот и сте некој панда на САНУ или на Српската академија на науките и уметностите од времето на Добрица Чусич, дека тоа е Ману. Тоа е лајт мотивот, тоа е подложка. Тоа се спинови што ги практикува главно оваа власт. Предходно немавме до тој степен таков однос на политиката према академијата. Значи, прво и основно, ние во последниве десетина години имавме ден кога се разменија територија меѓу Косово и Македонија, медиумите дадоа одглас само отприлика неколку минути. Академик Лавко, вас ви протестира Сорос и Дуи против енциклопедијата. Не ви протестираше власта. Значи Сорос и Дуи ви организираа луѓе кои сакаја да упаднат
во Значи, академијата, не. значи сметајќи дека во енциклопедијата се навредени националните чувства да на се албанците. искажам. Значи, прво, Значи, по однос на не- прашањето за Сега вие размена правите- на територии, од една страна со нееднаква тежина се посматра изјавата на нашиот некогашен председател и она што де факто македонската држава го прави со друга држава во конституирање. Втора работа, историјата на македонската нација и држава познава многу моменти кога, се извинувам, кога на некој начин се на удар сите идеологии на македонски некаков национализам во убава смисла на зборот, да речем патриотизам или самочувство македонско. Ние, откако ги внесовме и усвоивме амандманите за во Уставот на Република Македонија, ние речиси чувствуваме неудобност крајна, значи дискомодитет да кажеме македонски народ, македонски граѓани, македонци, македонска историја и така натаму. Ние постојано зборуваме за... Сега Ману може да го смени името. Да не биде Ману Ама или зашто би го сменувала Ману името? Па има барање. Да биде академија, Значи, тоа е да биде постојано? Академија на Република Македонија. Значи да не биде Македонска Академија на науки и уметности, туку да биде Академија на Значи, Република гледате, ние Македонија. почнавме со еден обичен комплекс, демек јазичен, и ни пречи атрибутот македонски, иако од секое име на секоја држава, Република Франција или Велика Британија или не знам што и да е, ние изведуваме атрибут француска култура или британска. Зошто не можеме да изведеме од Македонија, доколку сме граѓанска држава и општество, атрибут македонска култура, македонска академија и други национални институции со предзнак национален, не етнички? Затоа што пречи. Нова Македонија, значи Нова Македонија беше место кај што прв пат е спомнат македонскиот јазик. Не стана, ја нема. Македонска радио телевизија, гледате каква харанга поминува. Македонска банка, јас нема. Македонска академија на науки и уметности. Значи попуштаат тие институции. Значи сите брани на македонизмот треба да бидат срушени. Ману е едно од клучните брани на македонизмот. Ако имплицирате или... Ма се извинувам, гледате, ви имате двајца академици кои ви доаѓаат од Штулов универзитет. Од универзитет кој Фрчковски ја нарекуваше роденденска забава, кај што на Тетовскиот универзитет закинаа или беа тепани полицајци. Одеднаш двајца академици ви доаѓаат од Штул, што треба да направите? Рамковен договор во Ману? Не, сега вие ја водите веројатно дискусијата во друга насока. Прво и основно, ова постава, конкретно да кажам, на ВМРО и на ДУИ, која пред јавноста и преку медиумите постојано ја пласира идејата дека се патриотски, дека се борат за интересите на двете етнички јазични заедници, значи македонската најголеми во Македонија и албанската, всушност, особено македонската репрезентација во владата и во собранието, всушност систематски во континуитет работи против интересите на македонската култура и нација и ниту едно отворено прашање не реши. Зошто не покрена иницијатива за ревизија на законот за регионализација територијална на Македонија што го донесе СДС? Зошто не покрена иницијатива за ревизија на законот со кој што собранието донесе одлука да се преведат македонските топоними кои се со милениуми години присутни на Република Македонија? Они тоа го игнорираа како било каков проблем, а постојано го на некој начин манипулираат народот и јавноста и своите гласачи дека после нив ќе биде потоп, бидејќи само они ги штитат македонските национални интереси. Јас тврдам со целосна одговорност дека ВМРО ги загрози сите македонски национални интереси. ВМРО потпиша Мајски договор со кој што го уназади и статусот на македонскиот јазик и практиката со говорење на македонскиот јазик, а сега импутира на опозицијата која и да е дека они ќе воведат двојазичност. Никој нема право да воведе апсолутна двојазичност во Македонија, затоа што сите други јазици, освен да речеме влашкиот и ромскиот, значи албанскиот, турскиот, српскиот и така натаму на заедници во Македонија имаат своји матични институции кои се грижат за развојот на македонскиот јазик, нивниот јазик, македонскиот јазик нема на друго место и во друга држава своја национална институција. И еве што денес истата госпоѓа Ќулавкова или академик Ќулавкова вели на тема промена на името и воведување двојазичност за Република Македонија. Ке цитирам само неколку реченици од нејзиниот Facebook статус од 8 февруари. Цитирам:
толку се релативизира идентитетот на македонците од самите македонци, пишува Кјулавкова, што се создава неверојатен медиумски амбиент кој сугерира дека со нетрпение се чека промена на името на државата Република Македонија во пакет со промена на името на македонскиот јазик и на македонскиот народ. Знаете, можете да предпоставите, почитувани гледачи, колку луѓе со задоцната памет ќе ни се јават во овој временски период или периодот кој следи. Колку луѓе кои се сега првоборци или биле првоборци на шарената револуција, колку луѓе кои сега едва и чека да се смени името на Република Македонија, откако тоа евентуално ќе се направи, со грижена совест и со задоцната памет ќе почнат да ни пишат Facebook статуси, да се оградат од тоа што е направено, да имат грижена совест дека учествувале во една нечесна работа која го променила имотот и идентитетот на Република Македонија. Значи ќе имаме мноштво на луѓе кои ќе ги минуваат своите бои, луѓе кои накнадно ќе се сетат дека учествувале во нешто нечесно, луѓе кои ќе сакат да се исперат својата совест пред тестот на историјата. Такви луѓе, како Катја Кјулавкова, како дузина други, ќе има од ден на ден се повеќе. Тие луѓе не треба да ги осудуваме. Секој е ковач на својата среќа, почнеме гледачи. Некој се сеќава на одредени работи порано, некој подоцна. Меѓутоа сите се добредојдени во функција на одбрана на македонизмот. Во моментот имаме едно прашање кое е клучно за нас. Да. Многу лесно и многу наивно го решивме второто прашање, тоа е македонско-бугарското прашање или македонско-бугарските односи. Па дури Каракачанов вели дека тоа прашање ќе биде архивирано или договорот ќе биде архивиран во Обединетите нации, што значи дека ќе биде под покровителство сега на Обединетите нации и тоа што е направено како договор помеѓу Софија и Скопје ќе служи како урнек за решавање на некој македонско-грчки. Видите сега, тоа се глупости. Да. Тоа се глупости, да пошо гледај сега, Каракачанов сега, значи, знам, да не збориме, пошо добро го знам што му е просечниот тоа, колку мозок има. Прво, знаете вие добро, во Обединетите нации дали се занимаваат со такви глупи работи, со архивиране и така и така. Така што договорот ќе бил ратификуван едва и во Обединетите. Па тоа се глупости. Сега тие моментално си имат своите, видите вас, бугарите си имат своите моментално 5 минути. Тоа се нивните 5 минути. Запамтете го. Тие имат сегашните 5 минути. Потоа, ајде пак ќе збориме за тоа. Бугарија, јас не ја гледам добро. На еден чуден начин, меѓутоа сосема реално, почитувани гледачи, црквата секогаш била користена како експеримент или како тест, како да бидат разрешени сите тие преговори околу можна промена на името на Република Македонија. Тоа е правено денес, но тоа е првично почнало да се прави во мандатот на Љупчо Ѓорѓевски, кога Љупчо Ѓорѓевски е премиер на македонската влада. Тоа е временскиот период 2001-2002 година кога е подпишан или кога се подпишува тој нишки договор помеѓу македонската и српската православна црква. Значи во тој временски период или во тој временски контекст Љупчо Ѓорѓевски ги води тие тајни преговори со грчкиот премиер Коста Симитис и тогашниот грчки министер за надворешни работи господинот Јоргос Папандреу. Договорено е име Репаблик Горна на кирилица Македонија, значи Репаблик и Маседонија се на англиска транскрипција, само Горна е на кирилична транскрипција. Тој име е прифатено. Тој име му е сугерирано на владините министри и тој име му е сугерирано на луѓето кои се бавеа во тој временски период со креирање на јавното мислење во Република Македонија. Значи Љупчо Ѓорѓевски таа 2001 година го прифаќа името Репаблик Горна Маседонија. И всушност тој име требаше да биде официјално име на Република Македонија. Во тој временски период кога Љупчо Ѓорѓевски со грците се договара за тој име како променет име на Република Македонија, се случува нишкиот договор кај што името на Македонската православна црква требаше да биде сменето. Бидејќи многумина, вклучително јас, сметаме дека тоа што се случува во црквата треба да послужи како модел во иднина да биде решен тој спор помеѓу Македонија и Грција околу името. И дека тоа што сега се случува со црква и тоа што изминатите 10 години се случувало со црквата, всушност е начин како да биде решен не првенствено црковниот проблем, туку проблемот со името. Ние во конкретниот случај нема да остапиме ниту за влакно што се она вели да наштетиме да се промени името на нашата држава. И она вие што го сменивте името на црквата. Не Што се фатите за името на државата, вие го сменивте. Од Македонска православна црква, не. се го сменивте името Македонска православна црква, Цртечка Охридска архиепископија. Не, ние не го сменивме, мислам тоа му доаѓа кој име за меѓународна употреба, Република Македонија во Заград, Capital City Скопје. Ние титулата на нашиот архиепископ
а титулата на архиепископ всушност се поклопува со името на црквата. Од секогаш бил при возобнувањето на Охридската архиепископија од 58 година архиепископ Охридски и Македонски. Извинувам. Да удовршам. Може да ме подсетите, пред 4-5 години, кога со печат подпишувавте одредени документи, беше Македонска православна црква или Македонска православна црква Охридска архиепископија? Во право сте кога сме подпишували дека само Македонска православна црква, но Значи, с чим сте го сменили печатот, сте го сменили името. Вие барем знаете. Вие владеете во таа австралијска епархија, знаете што е закон, што е пропис, што е све. Чим се смени печат, се сменува име. Не е сменато името. Јас кажувам, требало да си го носи името ова, Македонска православна црква Охридска архиепископија уште 58 година. Да го повторим уште на ставот на Божидар Димитров. Не постои Македонска православна црква. Да немаме илузии. Точка. Не постои Македонска православна црква. Се што ќе кажеме е непотребно. Зошто бугарската црква не ја признаа Македонската православна црква? Така црква няма. По текот на 2008 година, владиката Струмички Наум има стратегија како да завладее со синодот на Македонската православна црква. Во рамки на таа стратегија, која всушност беше реализирана во еден голем дел во рамки на Македонската православна црква, требаше во синодот да бидат инкорпорирани колку е можно повеќе владици кои се под контрола на дедо Наум. Еден од тие владици беше Арсений Христов, човекот кој денес е размонашен, а кој всушност беше клучниот играч на дедо Наум во тој процес на освојување на Македонската православна црква. Меѓутоа, не беше поентата само да се освои Македонската православна црква, туку да се завладее со македонската диаспора, која се сметаше како символ на македонизмот, односно најголемите патриоти во македонското делување доаѓаат од македонската диаспора, дали од Европа, дали од Канада, Америка, дали од Австралија. Во тие три клучни епархии кај што се контролира македонската емиграција, дедо Наум сакаше да стави своји луѓе. Во Австралија требаше да биде Арсений Христов, човекот кој е роден во истото село кај што е роден патриархот на влашкото лоби во Република Македонија, господин Оштер Јонаков. Меѓутоа на 17 јануари 2008 година, дедо Наум после силни критики кои ги добива во врвот на Македонската православна црква, се откажува од тоа да биде хиротенисан господин Арсений Христов. Арсений Христов после тоа се размонашува, се откажува од својата мантија, се враќа во цивилните води, не е повеќе член на Македонската православна црква и денес Арсений Христов всушност е човекот кој е главен лобист, еден од главните играчи и линкови помеѓу Бојко Борисов и Зоран Заев. Тоа е човекот преку кој во еден голем дел, да не речам најголем дел, се реализира бугарската стратегија визави Република Македонија. Нема да Петар, си вие се разбираме. Јас се обидам тоа само да го објаснам пред гледачите. Тоа значи следново. Република Македонија е Република Македонија на територијата која контролира македонската влада. Има пасош на кој стои името Република Македонија. Надвор од територијата на Република Македонија нас ни се обраќаат под поранешна Југословенска република или некој име кое ќе го прифатиме. Ова што го вие говорите одговара апсолутно на проблемот како ќе се решава името во Република Македонија. Иси е проблемот. Проблемот е ист, не можеме ние да го одвоиме проблемот. Па, знаете, автокефалноста на нашата црква ќе беше признаена можеби пред 20, 30, 50 години, ако името на нашата држава не беше проблем. Па ние тоа го знаеме, сите сме ние за тоа доволно свесни и паметни, сите го знаат тоа дека е тоа. И јас ве уверувам дека де јуре, значи со закон, нема нашата црква да биде признаена се под како Македонска православна црква, се додека не биде решено прашањето со името на нашата држава. Да не бидам јас упорен ко питбул, меѓутоа се извинувам, морам да ја прашам. Дали црквата е одбрана да биде увертира пред тоа конечно решавање на проблемот со името? Не знам дали е тоа одбрано, но не мислам дека ние исклучиво од тој аспект ги поставуваме работите. Но ако тоа значи дека треба ние да помогнеме нашата држава да си го задржи своето уставно име, ние кажуваме дека ни завлакно нема да остапиме да се промени името на нашата држава, ниту пак името на нашата црква. Ние направивме све, почитувани гледачи, да влеземе крајно обезглавени, крајно торпедирани и со крајно влошена преговарачка позиција во овие финални разговори, преговори околу името на Република Македонија. Одеднаш гледате, разговорите стана преговори.
Разликата за името стана разлики за името. Не се разговара само за името, туку се разговара за мноштво на прашања. Одеднаш една чиста ситуација, кај што говоревме до пред 15 години, дека станал збор за разговори, а не преговори, за разлика, а не разлики, за името, а не за идентитетот и целиот тој пакет, одеднаш целата таа работа се претвора во македонска нокна мора и ние разговараме за се и се што. И јас не знам како ќе излеземе од таа преговарачка турлитава, а да не бидеме драматично оштетени како јазик, народ и македонска држава. Се извинувам што ќе бидам вака индискретен. Која година сте роден? 42. 42. Во војната. Во војната. И денес имате 70 години, сте Вчера имам 70 години. Да, и сте македонец. Точно. А бевте под бугарска окупација. Точно. Зашто ја кажувате овие приказни? Кој бара Македонија да го смени уставното име? Кој бара Македонија да го смени името? Па вие сте биле 3 години во окупација. Што бире веројатно Никовиќ, Николич, или било како. Николич, татко беше Николич. Значи, ме биле 5 века по турско. Значи, после Самуила сме немале држава и сме обстоиле. Вие сакате да кажете дека преговорите за разликите околу името и многу точно пише во резолуцијата на Обединетите нации, некаде од 1993 година, дека се разговара за разлики околу името. Разлика околу името во рамки на Обединетите нации. Да го презентирате овде. Значи, тоа прво е зулум кон македонскиот народ. Второ е нечесно кон македонскиот народ. Да му велите дека тие разговори де факто значат губење на македонецот, македончето, македонската историја, македонскиот идентитет. Немојте да го правите тој зулум на македонскиот народ. Значи вие сте доказ. Значи вие сте доказ дека не мора да постои, дека не мора да не како не може. Значи јас сум од Егејска Македонија. Значи пробале да сменате да се елиминират све живо и диво. Ме биле во туѓа држава, била Грција и некој не се откажал од македонското. Зашто ми го зборите тоа така? Зашто амбасадорот го зборите тоа? Зашто го зборите тоа? Значи, го отрувте овој народ со тие приказни. До кога? Грешите. Ама зашто да грешам? Само кажете ми, освен американскиот амбасадор, а знаете зашто Америка ја призна Македонија под уставното име? За да растори, тоа ли ќе ми кажете? Ако ја призна под уставно име, бидејќи ја сметала за стратешки партнер, бидејќи инвестирала во незината име. Ние не сме стратешки партнер. Ние сме стратешки партнер. Албанците се стратешки партнери, а ние не сме стратешки партнери. Зашто не сме? Бидејќи американците имаат некои задкулисни интереси за Македонија. Друго прашање загатнавте околу прекрстувањето. Клучот е прекрстувањето. Вие викате уставното име. Ние, додека, дозволете. Себе слушнав јас, да го објаснам ова, зашто клучно прашање поставите кои мнозина го раскажуваат, а нема основа. Вие велите клучот на името, односно што е целта со промената на името на државата. Ама ќе ви цитираме резолуцијата. Ама ќе ви цитираме... Јас ќе поточно од вас. Втора работа, вие знаете дека тоа меѓународно име е поранешни југословенска со мали букви. Значи, тоа е запишено во Обединетите нации, а Република Македонија со големи букви. Значи, таа дистинкција, покојни Стево Царенковски од тие преговори ја правеше. Значи, тоа мора да му кажете на македонскиот народ. Македонскиот народ, така ранлив како што е сега после 2001 година, така ранлив со прашањето за името, ги голта сите тие предрасуди кои му се сервираат. Но го лажите народ. Не се, ова се факти. Кои факти? Прво, референцата не е лоша. Дозволете. Го труете народот дека сите го мрзат, сите не го сакаат. Светски заговор пред народот. Ами у српскиот филм на Милошевич ќе влеземе. Тоа се работи за стратегиски интереси на главните фактори, не за лажење било што. Кажете ми вие, што е целта да се промени името на државата? Зашто? Па не се менува името на државата. Се разговара за име за меѓународна употреба. Ама не се разговара, никаде не стои за меѓународна употреба. Што се случи за да дојде на овакво драматично влошување на македонските позиции? Тоа што се случи 2001 година, почитувани гледачи, војната 2001 година, аферата со пристошкување, разорување на македонскиот безбедносен систем и драматична политичка криза која трае веќе 3 години. Тоа се 4 елементи кои драматично ја влошија македонската преговарачка позиција. Сушност, дали имате ден исти именител, иста адреса, иста стратегија, исто сценарио. Знаете, ако во еден краток временски период од 3 години ќе ви случат 4 такви драматични политички и безбедносни разврски и после тоа вие ќе влезете во процес на преговори околу менувањето на името, тогаш било кој нормален човек ќе си го постави логичното прашање дали тие работи биле свесно предизвикани за драматично да ослабат македонската преговарачка позиција. Знаете што е проблем? Знаете што е парадокс? Знаете што ќе биде дефект на се ово што го зборите и се ово што сте го правиле изминатите неколку години. На крај шарената револуција
ќе се сведе на револуција за промена на името на Република Македонија. Тоа е проблемот. И не мислам конкретно само на тие 200 шарени револуционери, туку не една енергија која беше врзана. Еве ке речете не сум бил дел на шарена револуција, Да. но енергијата ви беше компатибилна со енергијата на шарената револуција. Тоа не може да го негирате. Видете, сега ќе ви на кажам. крај таа енергија ќе се сведе на енергија за промена на името. И тоа е дефектот на целиот процес. Обратна е тезата дека обично партијата која што е во опозиција или партиите и движењата кои што се во опозиција, обично тие се тие кои што своите политички визии и агенди ги залепуваат за одредени индивидуи кои што веќе ги имаат. Ме разбирате? Така да јас не сум бил тој што моето политичко мислење сум го залепил за одредена политичка гарнитура, туку е обратна работата. Тие опозиционерски партии имаат нели рефлекс да се налепат на оно што е реално праведно, вистинско политичко размислување, честно и така натаму и така натаму. И на таа енергија они ја возат после целата приказна до власта. Ќе бидете ли дел од една енергија која на крај ќе се сведе на промена на името? Тоа е клучното прашање. Гледате, пола минута ми го избегнувате одговорот. Не, кажете ми слободно. Дали целата енергија која вие ја вложивте, луѓе слични на вас ја вложија во шарената револуција или на некои, ајде да речеме, околни манифестации на шарената револуција, дали целата таа енергија на крај ќе се сведе на промена на името? Да, ќе се сведе. И вие сте соучесник во тоа. Од тоа нема бегање. Не, јас не учествувам лично јас како индивидуа во процесот на преговарање за името. Меѓутоа, ако ви интересира, јас да ви кажам... легитимитет на една власт. Да, значи, пазете се. Која доаѓа на власт со задача да го смени името. Пазете сега, ние додека тоа не се случи, не можеме да кажеме ни дали е дојдена со таа цел да го смени името, ни дали не е дојдена со таа цел, дали ќе го смени или нема да го смени. Ова е фотографија од прославата на Нова година на Зоран Заев и неговото најтесно раководство или луѓето од него најголема доверба во Солунскиот хотел Македонија Палас. На масата кај што е господин Зоран Заев и Дане Талевски. Тоа значи дека Дане Талевски е човекот од најголема доверба на Зоран Заев. Човекот Дане Талевски, како седи на масата на Зоран Заев и слави Нова година или ја дочекува 2018 година, еве го сега Дане Талевски како учествува емисијата во Центар. Свесни ли сте вие што зборите? Која е првата одлука на Катица Јанева? Да се отворат предмети да бидат... Да излезе од притвор Зоран Верушевски. Тоа е првата одлука на Катица Јанева. Не моја, не ваша. Тоа не е незина одлука, значи, не моја. Тоа е незино барање кој што судот... Чија е таа одлука? Судот на судијата кој што донесол одлука. Од друга страна, Катица Јанева побара притвор за некои личности. Зашто побарала? Тоа не беше... Дали вие на место на Катица Јанева побарале Зоран Верушевски како прва одлука да биде ослободен од притвор? Како ќе одите на избори? Ако немате ако не одговорите на евината грешка, кој прислушкувал во Република Македонија? Човекот кој е прва осомничен дека прислушкувал, прва одлука на Катица Јанева, кој доаѓа на таа функција е да го ослободи од притвор. Тоа се коси со било кој политички логицизам, со било која политичка логика, тоа се коси. Тоа е воспротивно со све. По школски учебници ќе се учи дека така не треба да се функционира. Потребна е независна, објективна истрага за да видиме кој стварно прислушкувал. Па имаме пресуда и спогодба со јавно обвинителство. Да, ама треба да го отвориме и тоа и да видиме. видиме. Признава дека прислушкувал по налог на Зоран Верушевски. Треба и тоа ли ќе негираме? Не е тоа за негирање, ама треба да се утврди да се види. Да негираме дека сонцето изгрева и заоѓа у Македонија. Па не, ние сме влезени во фаза која негираме дали земјата е топка, односно тврдиме дека е плоча, ама настрана тие муабети. Работата Катица Јанева нема да оди на избори. И не треба да се поврзува со етикот. Од Катица Јанева многу очекуваме. Така е, сите очекуваме. Ја очекувам. И тоа да очекувам да отвори истраги да го казни целиот на опозицијата. Но не верувам дека тоа ќе се нема да се прелее тоа или не е тоа инструмент за дигање или за спуштање на нечив рейтинг. Ако политичар сака да има рейтинг, треба да го обезбеди тоа, треба да мобилизира гласови, треба да оди да ги обединува сите кои што може околу себе и позади себе. Но Катица Јанева е тука да го расчисти политичкиот криминал во Република Македонија. Јас искрено и посакувам дека ќе биде на висина задачата и стварно го направи тоа. Таква драматична политичка криза ќе фрлеше на колена и многу помокни држави од Република Македонија. Таа омраза,
Тие фрустрации кои со години се создава во Република Македонија ескалира на 27 април. Всушност 27 април минатата година беше експлозија на се оно лошо се случуваше во Република Македонија изминатите 3 години. Да можевме ова мразава да ја продаваме, ќе бевме најбогата држава во светот. Видите, омразата кога е дел од политичката игра е многу опасна. Ма присутна и секаде. Овде секој со секој се мрзи. Знаете, ако говорите за патолошки тип на омраза, Ова е политички, Николе, можеме да го тип на омраза е, политичкиот тип на омраза е повеќе ги, како би рекол, ги инфицира институциите. Поединецот е тука само инструментализиран во една политичка игра која што завршува на најлош можен начин. Како завршува? Завршува како што завршува во Македонија. Со деструкција. Со деструкција и тука практично вие механизмите да се прекине тоа внатрешни се ги нема. Зато се бара од надвор некој да стави крај на тоа или во крајен случај, мислам во крајен случај која знаете во историјата, тоа завршува со вистински пучеви. Гледате овде ружи да насадите, ако се црвени ќе ги сакат едните, ако се плави ќе ги сакат другите. Па тоа е таа, затоа говориме за таа поделеност. Благородна работа, значи ружи да насадите. И второ, она што сакам да го потенцирам, кога веќе говориме за омраза од тој тип, кога омразата ќе, како би рекол, таа ќе се монетаризира, ќе стане финансиска препознатлива, таа е многу опасна. Во тие системи, во тие ситуации, како се вели не, се умира за идеја, но се убива за пари. Видите, омраза тука излегува од тие нормални граници, во суштина, како велиме ние, човекот може да го мразите некого, во психолошка смисла, да не ви се допаѓа, многу причини, не. Кога излегува тоа од тие, и ви рекол, индивидуални граници, кога се препознава, таа е во функција ставена. Значи сега е во функција ставена. И она влегува на сцена, на социјална, обштествена, таа е многу опасна. Таа се претвара во деструкција. Еве, например, така има многу примери. Например, еден од тие, како што се поделените општества, како што е македонското општество, и по етничка, културолошка, религиска, политичка, тука дојде како врв на сето тоа. Она сите ги сублимира во себе. И тоа на крај завршува со експлозија. Тоа завршува експлозија. Како ќе се канализира? Може да и ентропија не велиме најчесто. Во ентрописки. Значи внатре во себе е во распаѓање. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, до следната недела во 21 часот и 45 минути на програмите на телевизија Алфа и сакувам пријатна вечер, почитувани гледачи, пријатна вечер Македонија каде да си и се гледаме идната недела.